Денеска председателката на Сдруженијето на приватни лекари, доктор Лидија Чолакова-Дервишова, строго посочи дека не прифаќаат дополнителни трошоци околу времен и електронски печат. Од страна на фондот ни се доставени дека во следниот период би можело да имаме дополнителни трошоци околу времен печат и електронски печат. Јавно сакаме да кажеме да не прифаќаме дополнителни трошоци во врска со сето ова, бидејќи сите матични амбуланти имаат свој токен, секој доктор има свој личен токен и едноставно сите податоци постојат во мој термин, каде што има прекрасни бази на податоци. Другиот момент кој што побара членството на ова здружение да има реакција е дека пандемијата од коронавирусот, со која што во моментов се соочуваме, не е погодна за да се воведуваат реформи. Сите кои што сме учествувале 30 месеци во сите преговори, во сите активности со Светска здравствена организација, бидејќи имаше огромен број на средби, никогаш не сме договарале 50% оној фиксен дел да биде 50% од постоечката капитација. Секогаш сме барале 50% да биде од некоја друга сума која што ќе биде фиксна, сигурна и која што ќе пружа стабилност и просперитет на примарното здравство. Не може докторите кои што цела година работат, кои што не зеле ни еден ден одмор и наеднаш да се воведе модел во кој што ако отидете на одмор и да треба да имате учинок, да не можете да земете плата и да ги покриете трошковите. И третата тема која што доктор Чолакова ја обработи е во врска со поднесената иницијатива до Уставен суд од страна на адвокатот на Сдруженијето на приватни лекари, со кое се бара преиспитување на одлуката за наградување на докторите кои што се бореа со коронавирусот, а не ги опфаќа матичните доктори. И или ќе има награди за сите или за никој.